за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков и Лазар Темелков. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, добра вечер и дозволете ми од моje лично име, од името на екипата која што го реализира ова издание на емисијата за македонските работи, да ви ги честитам новогодишните и божичните празници. Вие сте на брановите на Радио Слободна Македонија, каде што ќе имате можност да проследите уште едно ново издание на емисијата за македонските работи, кое што секоја недела во овој ист термин и со мој коментар и дебатирање се осврнувам на и обработувам актуелни дневно-политички настани кај нас и во светот. Јас сум Јордан Пачков, како што реков, уредник на овој случај, по втор пат, со оправдано отсуство на колегата Лазар Темелков и водител на емисијата за македонските работи, која е на фреквенцијата на, како што реков, Радио Слободна Македонија. И на програмската шема на нашето радиодифузно предпријатие секоја недела некаде после 20 часот. Ова неслучајно го спомнувам од проста причина што терминот се разбира од минатата година е променет, така да бидете покрај вашите радиоприемници, имаме и оваа емисија да ви понудиме нешто што всушност беше лајмотив на нашите политички обраќања, анализи, дебати и така натаму во претходната година. Земајќи во обзир дека е прва емисија од оваа календарска година, во втората сезона на нејзиното емитување, како што е редот, ќе се обидам да дадам еден мал, ако може така да се каже, отчет, користам политички жаргон, отчет на најактуелните политички избиднувања на македонската плуралистичка сцена, каде што ќе зборувам за она што всушност беше во фокусот на интересирањето на јавноста, еден мој или наш најчест лајт мотив на поставеноста на овој политички форум, ако може така да се наречи. Впрочем, ќе се обидам да ве потсетам и да се навратам на теми кои што по својот ексклузивитет го заслужија целосното ваше внимание. Ќе направиме мал пресек на најинтересните емисии, а се разбира, ќе им дадеме и предност и внимание токму на оние кои што по своето значење и актуелност едноставно со право ја окупира македонската политичка и соопшта јавност и беа во фокусот на вашето и нашето интересирање. Па така ќе говориме за политичката криза во Република Македонија. Ќе кажеме збор два за настаните во Гошинце. Тоа е едно село близу Куманово, близу до косовската граница, каде што се случија немири, или поточно речено, каде што беше нападната и освоена полициската станица во селото Гошинце. Потоа ќе зборуваме, или ќе кажеме збор два за немирите пред владата на Република Македонија, што се случија на почетокот на месец мај минатата година. Договорот од Пржино, кој што ја на некој начин фокусира целата македонска јавност, анкетите на Ири и Брима Галуп, невработеноста во Македонија, а се разбира и оно што во моментот е најинтересно, со голема доза на неизвестност. Дали ќе има избори на 24 април 2016 година, значи годинава. А веќе само неколку месеци не дела до тој фамозен така наречен датум, каде што ќе повторно ќе биде анкетиран овој пат народот, кој што на некој начин треба да ја потврди својата спремност, поддршката да му ја даде на оние кои што всушност носат розова иднина на Република Македонија или на некои деструктивни сценарии кои што се обидуваат на некој начин да воведат дестабилизација во државата. Политичката криза во Република Македонија знаете дека се уште трае. Политичката криза во Република Македонија не може да ја предизвика еден поединец. За неја се потребни двајца. Ако во политичкиот договор, во политичкото, нека биде и тоа контра размислување, контра дејствување, но се со цел во интерес на државата, затоа што Македонија е лајмотивот на сите политички агенди, на сите политички платформи, тогаш недвојбено е да се спомене или да се окривува само еден поединец. Зошто дојде до политичка криза во Република Македонија? 10 поред избори изгубени во Република Македонија, без разлика дали тоа станува збор за локални избори, дали тоа станува за парламентарни избори, редовни или вонредни, дали станува збор за председателски избори
во секој случај е фрустрација од која што се извинувам на изразот, не можат или со која не можат да се соочат и да ја прифатат голем број луѓе кои што професионално се определиле за политиката, луѓе кои што ги водат политичките партии, луѓе кои што едноставно својата креативност и кариера ја барат на политичкото поле. Узимајќи во обзир дека последните парламентарни избори во кои што ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија убедливо победи, не само што убедливо победи, туку на некој си начин покажа дека е на вистински пат конечно Република Македонија покрај низините асоциации евро и атлантски да реши и многу други проблеми, пред се на економски план, пред се мислам на вработеноста, намалувањето на невработеноста, доведување странски инвестиции, потоа вработување по разни основи во Република Македонија. Алудирам на проектот Македонија вработува, на проектот самовработување и многу други потези кои што на некој си начин ќе направат, како што реков, не само розова идената во Република Македонија, туку и незината стабилност, незината ориентираност кон политиките кои што всушност се глобализирани во светот и на некој си начин ќе ја доведат Република Македонија на она достоинствено ниво како една рамноправна и како една неодвојлива држава од европското семејство. Земајќи во обзир дека некому и последниот, односно деветиот пораз не му се допаѓаше, се најдоа начини како да се направи таа политичка криза, да се изведе народот на улица, да се демонстрира улична демократија и на крајот на краиштата да се действува онака што се вели од прва на начин несвојстен на политичка борба. Земајќи во обзир дека за оваа работа всушност е запознаена целата македонска јавност, инволвирана во сето она, ќе продолжиме по куса пауза, земајќи во обзир дека таквиот начин заслужува поголемо внимание и елаборација, во која што понатаму ќе биде и можност за тема, за дискусија секаде. Меѓу нас сите инволвирани во политиката, професионално или на друг начин, но и меѓу обичниот граѓанин, кој што овие десетина изминати месеци всушност беше заложник на нечија политика. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков и Лазар Темелков. Почитувани, повторно се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија. Вие следите емисијата за македонските работи. Јас сум доктор Јордан Пачков. Во оваа ситуација се во двојна улога и како водител и како уредник и се надевам дека ќе се успеам на некој си начин да го задржам вашето внимание, земајќи во обзир дека зборувам за тема која што е од огромно значење за понатамошниот развој на Република Македонија, а во која што мораме да учествуваме и самите, пред се особено кога треба да го дадеме своето размислување гласно и јавно на најголемата анкета која што се подготвува оваа година, а тоа е на 24 април, да излеземе на избори. Доколку ги има, се разбира. Реков и претходно ја прекидав мислата кога зборов за политичката криза и за виновниците на таа републичка криза. Но и сами треба да се подсетиме дека таа имаше предвесници на таа криза. Тоа се настаните во Гошнице. Вие знаете дека 40 припадници на поточно речено една ќе насловиме како бандитска група влезе и ја освои караулата на македонска територија, каде што за среќа беа поштедени животите на нашите граничари, на нашите полицајци, но беше земено оружјето за да истата група подоцна се огласи и на некој си начин има свое учество и во немирите кои што се случија во почетокот на мај месец пред зградата на владата на Република Македонија. Тие немири пред владата на Република Македонија го покажа вистинското лице или поточно речено направија да паднат маските на тие политичари кои што заговараат без избори, без народна поддршка да ја земат власта во Република Македонија. Договорот од 15 јуни што го подпиша ВМРО и ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА, како срочено во еден пржински договор, всушност беше финалето,
финалето за да се прекине таа политичка криза. Но земајќи во обзир дека таа криза и понатаму постои, затоа што како што реков дека за решавање на овој проблем потребна е пред се доблеста на политичкиот противник, пред се разбирањето и демонстрирањето на креативните политики кои што всушност само ќе донесат добробит на нашата држава, не дадоа со плод. Но јас имам свој коментар токму за ова нешто и затоа ќе ми дозволите малку повеќе да се задржам на тоа. Осамостојувањето на Македонија до ден денеска, значи СДСМ никогаш по осамостојањето се извинувам на Македонија до ден денеска СДСМ никогаш не ги почитуваше изборните резултати. Не само резултати и договори помеѓу политичките противници и таа е всушност, како морам да признам, генератор на сето она што не се случува, па дури и на оваа последна политичка криза која што ја тресе Република Македонија веќе повеќе од 10 месеци. Да се потсетиме. ВМРО ги доби изборите во 1990 година. Се сеќаваат повозрастните. СДСМ создаде, значи, една етничка криза во која што, ако се сеќавате на партијата за демократски просперитет или така наречена ПДП од албанскиот блок, кој одби да влезе во таа влада, па наместо ВМРО како и победник, изборен победник да формира своја влада, се формира техничка влада која што падна во 1992 година, пошто на власта дојде Црвенковски и СДСМ. Иако тие избори ги изгубија. Еве еден парадокс кој што можеби сте го знаеле, но подзаборавиле и кога дискутираме за политика, мораме на виделина да ги изнесеме и овие факти. ВМРО победи во 1998 година. Во 2001 година, знаете, се случи вооружениот конфликт со албанците од Косово. Во тие судири, знаете, се што се случи и така натаму, повторно ВМРО мораше да ја дели власта преку широкото владино, преку формирање на една поширока влада заедно со СДСМ. Откако СДСМ создава политичка криза со намера и по трет пат да ја добија владата, а тоа се актуелните настани за кои што претходно зборував и во минатата емисија и сега, всушност се поставува прашањето: ќе доживееме ли, или поточно речено, сите симпатизери, активисти, членови на СДСМ и на коалицијата, нивната коалиција, ќе доживеат ли да ги добијат тие избори на демократски начин и да ја водат државата со народната поддршка? Очигледно дека големите рейтинзи кои што всушност, големите цифри од рентизите кои што всушност им го реметат нивниот план, не им навестуваат блиска победа или поточно речено во скора иднина владење со Република Македонија, тогаш се јавуваат некои темни сценарија, начини не само да се омаловажи во силната ВМРО ДПМН и нејзината коалиција за поддршка Македонија, туку едноставно да се елиминираат личности на начин кој што е всушност значи дискредитација со некои, простете ми на зборот, перфидни дејанија, каде што всушност на крајот на краиштата, како во она народната се вели дека секогаш направеното нешто како бумеранг се враќа во сопствените редови. Епилогот на ворените избори во април, вие знаете дека секој премиер кој што всушност е и избран од редовите на победничката партија има за задача да формира влада, која што влада за 100 дена или во рок од 100 дена ќе ги формира министерствата или поточно речено ќе ги инволвира министрите во дотичните ресорни министерства и како таква од неа се очекува да се види и да се добие, да се разбере оној план кој што всушност за кој што граѓаните гласале, во кој што се вкорпорирани и политичките програми, во кој што се вкорпорирани сите оние ветувања кои што едноставно во 4-годишниот мандат треба да бидат исполнети, за да потоа подоцна или на некој начин после следните последователни избори истите да бидат повторно на метата
на нивната реализација, затоа што во следниот мандат битката продолжува да се води кој ќе води Република Македонија. Но земајќи во обзир, како што рековме, дека социјалдемократите во оваа случај, според анкетите на ИРИ и Брима Галуп, кои што прогнозираат убедлива победа на ВМРО ДПМН, каде што е голема разликата во проценти помеѓу двата лидери, пред се мислам на Заев и на Никола Груевски, каде што е огромна разликата помеѓу тоа колку е расположено нашето население да гласа, односно да излезе на избори и да ја даде поддршката за одредена политичка партија, зборува дека на Заев не му преостанува ништо, туку едноставно да ги одложи или да ги пролонгира на некој си начин со помош на странскиот фактор, со помош на петоколонашите во Република Македонија, со помош на сите оние кои што не им мислат добро на Република Македонија, на еден деструктивен начин да ги одложат овие избори во недоглед. Почитувани, ако нашиот граѓанин, кој што е свестен дека процентот на невработеноста во Република Македонија се намали на феноменални 25,5% и со тенденција тој процент да паѓа понатаму. Ако во Република Македонија земјоделците се конечно среќни и задоволни со субвенциите кои што изнесуваат огромна сума пари кои се даваат за развој на земјоделството во Република Македонија, ако пензионерите се задоволни на континуираното покачување на нивните пензии, што се однесува исто и до социјалните давачки за ранливите категории на група луѓе, ако лекарите во Република Македонија се задоволни од своите плати, поточно речено, од начинот на кој што се води здравствената политика со 200 милиони инволвирани во изградба на нови и реновирање на стари медицински, здравствени установи и другите 100 милиони за купување на најсофистицирана медицинска опрема. Ако во Република Македонија почнува да се движи стапката на вработеност до некои цифри подносливи, како на земја која што веќе има плуралистичко општество 25 години, само 25 години. И ако тие позитивни токови на некој си начин гарантираат една розова иднина за нив, за нивните деца, за нивните внуци, пред се, тогаш прашањето кому ќе му го дадат глас не треба воопшто да се поставува. Земајќи во обзир дека оваа влада и понатаму во овие тешки моменти, која што ја задесија пред се светската економска криза и европската должничка криза, на кој што им се случи на оваа влада и на сите нас не се случи бегалската криза, на оваа влада и се случи континуираното непризнавање, со тоа и обструкција во членување на Евро и Атлантските асоциации на Република Македонија од страна на јужниот сосед и многу други работи, а сепак кормилото е во вештите раце на премиерот Никола Груевски и под водство на ВМРО ДПМН и владата на Република Македонија, бродот Македонија заплови во вистинските мирни води. Но до кога тоа ќе трае? Пред се алудирам на ова што ни се случува на политичката сцена, пред се алудирам на овие мега скандали и афери кои што ја тресат Република Македонија. Дали на некој си начин тоа ќе биде знак за стопирање или подзапирање на сите овие економски случувања во Република Македонија, затоа што странскиот фактор кој што сака да инвестира во Република Македонија, да гради своји гринфилд и браунфилд инвестиции, тој сака стабилност, мирна и пред се стабилна држава. Почитувани, јас сум доктор Јордан Пачков, водител и уредник на емисијата за македонските работи, кои што секоја недела во 20 часот ја следите благодарение на Трговското радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител, како што реков, сум јас, а да ве потсетам, денеска е 3 јануари 2016 година. Се слушаме идната недела. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков и Лазар Темелков.